Дали ние несвесно или свесно отворивме фронт сега и кон јужниот и кон источниот сосед? Председателката почна со дипломатски инцидент. Тоа не е добро за државата. И не требаше така да се случи. А обратно да ја поставиме работа, да речеме дека 2030 сме во Европска унија, па 2035 например сме во Шенген зона, еврозона и така натаму. Кој може тогаш да ви приговара за било што? Според мое лично убедување, мислам дека ништо не е спорно од формален правен аспект да се случуваат уставните измени, па после да се формира влада. До каде сме своји блиско или далеко? Мојот став е никош да сме биле поблиско и подалеко. Како коалицијата Европска иднина ќе се однесува во собранието како идна опозиција? Таму веќе си решен за тоа. Господинот Мицковски на неколку наврати вели време е да заминат во опозиција. Тоа е негова желба. А тоа дали сме ние подготвени за во опозиција или не, тоа по правило на демократските правила не го кажуваат политичките чинители. 600 милиони евра кои што се програмирани, а дека нема пари од кај да се направат. Тоа е било на ниво на цел буџетски дефицит кој што се изеде во овие 4 месеци. Сите се колдеме во меритократија и пат кон Европска унија, ова не е Европска унија. Ова е пелабалак, ова е растурено куќа. Дали тоа значи дека ние сме всушност кадровски бунер за поразвиените држави, па ни ги одземаат луѓето од тука? Тоа во IT за жал е сека, не само Македонија. Па мислам дека македонските ИКТ компании доста работат на таа тема да ги задржат. Секако има предизвици. Гледајте, Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.